Почитувани, најпрвен сакаме да се заблагодариме на граѓаните на град Куманово кои се одважија во овие тешки и несигурни времиња да го дадат гласот за Социјалдемократскиот сојуз. Во оваа време на притисоци, на закани, на манипулации кои доаѓаат од сите страни, да го дадеш својот глас за СДСМ е голема работа. Тоа е глас за слободата, глас за новата визија. Во време каде од секоја телевизија, од секој вестник, психолошки се врши тортура на здравиот разум, каде со психолошки уиграни методи и средства се програмира свеста на обичниот граѓанин, СДСМ се бори и се обидува да ја каже вистината и да ја представи на граѓаните. СДСМ од срце им се заблагодарува на сите кои се со нас и кои несебично ни ја даваат својата поддршка. Што се однесува до власта, би сакале да ја порачаме дека знаеме како таа победува и како го одржува своето гласачко тело. Со подкуп, со уцени и со заплашувања. И повторно така во круг. Со подкуп, со уцени и со заплашувања. Тоа го прават јавно, на еден мизерен и недостоен начин во општество кое се стреми да биде партнер со Европската унија. Купени медиуми, купени јавни личности, се фрлаат наши народни пари за да се задржи власта. Ве прашуваме, каде се медиумите кои не ја објавија аферата за продажба на Македонска банка? Зошто медиумите молчат? Зошто не ја објавуваат таа вест? Од кого се контролирани? Ве прашуваме дали е вистина дека на пензионерите пошторот им носел чоколадо кога им ги доставувал пензиите. Тоа во нормални и богати држави би било добар и занимлив гест. Но во држава која вие ја користите за да манипулирате со луѓето и чачкалица дадена од ваша страна, значи само едно, а тоа е подкуп. Дали е вистина дека на градежите работници од Куманово, кои секојдневно работат и се мачат по градилиштата во Скопје, ги подмитивте со по 1000 денари? Знаеме дека користевте службени возила во текот на кампањата и со тоа директно ја партизиравте државата и ја ставивте во служба на вашата партија. Знаеме дека купувате гласови на секој начин, дали преку индиректно зголемување на пензиите и социјалната помош или директно давајќи им пари на луѓето. Тоа е најлесниот начин да ја купите човечката душа и нивниот глас. Најпрво ќе ги осиромашите, а после ќе им понудите 500 денари. Човекот во безизлезна ситуација тоа го прифаќа. Се заканувате дека ќе ја укинете социјалната помош, доколку примателот на таа иста помош не ви го даде гласот на вас. И ред други примери кои се небулозни дури и при самата помисла, а не да се користат како метод за задржување на власт. Да се владее по секоја цена и да се оди директно со главата во зид, додека младите масовно се селат од државата, е политика која Македонија ја води во амбис. Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз оштро ќе продолжи да се бори против ДПМН и против таквиот начин на владење. Социјалдемократскиот сојуз никогаш не одел и нема да оди против државата, против полицијата и против институциите. Туку ќе оди и ќе се бори против вашата партиска окупација на истите, а тоа е голема разлика. Ги повикуваме граѓаните масовно, без страх, со крената глава, да излезат на следниви избори во недела и да гласат. Ги повикуваме посебно оние кои излегоа дома и кои не најдоа ниту една политичка опција. Ве повикуваме сите, а посебно вас, неопределените, да излезете и да го дадете гласот за Социјалдемократскиот сојуз, за луѓето кои сакаат да внесат промени во општеството, кои сакаат да ја видат Македонија како слободна и нормална држава. Ви благодарам.